Веројатно дека убавото време не следи секогаш кога сме со Peugeot 308. Се сеќавате дека го возевме на светската премиера во Кан, каде што беше извонредно времето, а денеска во Скопје исто така имаме прекрасно време. 308-ката настапи самоуверено, пред се го носи новиот знак зад кого се сместени камери и радарски систем кои се дел од асистентите за возачот. Динамичниот изглед на целата каросерија подсетува дека Peugeot, осем квалитетот и еколошките мотори, има секогаш да понуди возбудлив и атрактивен дизајн. А на задниот дел исто така изгледот е атрактивен и монументален. Целата форма на каросеријата е направена да привлече внимание. Peugeot никогаш не можел да се пофали со многу простор во гепекот, особено не во C-сегментот, но со продолжувањето за 11 см на целата каросерија доби и поголем простор во гепекот. А какво е чувството кога сме на задната клупа? Да не заборавиме дека целата контура е смалена за 20 мм, па логично е да очекуваме во внатрешноста да имаме 2 см понизок простор за главите. Зголеменото меѓуоскино растојание пружи повеќе простор во внатрешноста, но мислам дека е недоволно за класата во која припаѓа. Погледнете, поради паметното модулирање на задницата на самите седишта, имате простор за колената. Инаку, додека тоа не би било, гледате дека тука нема многу простор, а мојата висина од 1,82 м не е некоја голема надпросечна. Сепак, амбиентот е убав поради комбинацијата на материјалите и гледате овој штеп кој дава доста свежина, но и спортска нота на целиот изглед. Не толку импресивниот простор на задниот дел се анулира со амбиентот во внатрешноста, но и просторноста. Многу ми се допаѓа затворањето на вратите, како да затварате подморница. Скулптуралниот дизајн кој е на надворешноста продолжува и во внатрешноста. Погледнете како е формирана централната конзола. Делува доста емотивно и повторува да се развива спортскиот изглед. Но, кога ќе го уклучите моторот, тогаш се случува мала магија пред вас. Имате извонреден графички приказ од тридимензионалната iCockpit инструмент табла, но и од екранот кој е поставен на централната конзола. Нивното користење е интуитивно и лесно го пронаоѓате менито. За чувството на просторност придонесува и стаклениот сончев покрив кој пропушта доволно светлост во онака темно скроената внатрешност. Но, доста беше зборување и теоретизирање. На меѓународното тест возење, кога го снимивме првиот тест од 308-ката, најмалку внимание посветивме токму на дизелската изведба. Но дизелите се популарни кај нас и се бара изведба повеќе. 1,5 литрен мотор со 130 конски сили, се разбира турбодизел. Новата 308 е за 11 см подолга од предходната и поставена е на комплетно ново меѓуоскино растојание, кое бележи 2,68 метри должина, додека целата каросерија изнесува 4,36 метри. На тој простор направено е доволно за одлична комоција во внатрешноста, но и многу добра ергономија, која во нивото на опременост GT
пружа многу удобство, но и чувство дека се возите во спортски автомобил. Впрочем, внатрешноста е скроена да ви го пружи тоа. Анатомските седишта, возачот како да е гушнат од целиот автомобил, а со 130 коњскиот турбодизелаш има што да понуди 308-ката. Пред се, тој е впарен со 8-степена автоматска трансмисија која овозможува голема слобода во возењето. Поради прекинувачите кои ги има зад управувачот, можете лесно да го манипулирате секој пренос, дали подоле или погоре ќе пренесува сила, но стабилноста која ја има е нарушена поради летните пневматици. Сепак условите во кои возиме имаат температура од 0 степени. И кога сакате да испровоцирате, вашите провокации 308-ката со своето добро скроено подвозје лесно ги надминува. Возачот има асистенција од електрониката во голема мерка, но и ми се допаѓа сетапот на трите модуси на возење. Во спорт модот на возење добивате покрут управувач, но однесувањето е исто. За пофалба е и звучната изолација која не дозволува на нешто погласниот по вокација дизел мотор, како и кај сите дизел мотори, да биде погласен и да продира неговиот звук во внатрешноста. Peugeot 308 во своето дизел издание покажува дека за дизелот, иако нисколитражен, има перспектива. Групацијата Stellantis објави дека работи на нова генерација дизели, што значи дека дизелот уште долго ќе живее во брендовите кои се под оваа групација, најавени за 2023 со исполнети Euro 7 норми. Овој состав е направен да задоволи со својата перформанса, но и да обезбеди економичност. На моето возење забележав просечна потрошувачка од 6,1 литар, а на автопат при перманентна брзина на движење се заштедува дури и 1 литар повеќе. Добра страна на 308-ката е и опременоста, која има извонредно долга листа на елементи. Има многу атрибути кои идат во прилог, но цената од 34.500 евра е нешто повисока од која сме навикнале да се плати во средната ниска класа, односно во компактната класа. Сепак ситуацијата на глобалниот пазар друго кажува, дека поскапувањето на автомобилите во последните 12 месеци е поизразено и се случува на сите нивоа. Но цената не е пресуден фактор кога се бира автомобил, барем не за оние рационални и луѓе посветени на модерните технологии. Peugeot покажува и докажува дека еден од ретките производители кои може да се спротивстават без големи проблеми на германските фаворити. Со својата цена ја оправдува својата намена, но и опременост, како и возните својства кои покажуваат дека французите и со своите модели не се посветени само на удобноста, туку и на добрите возни својства. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на Автомагазин. Се гледаме за 7 дена. До гледање.